Германската фудбалска лига минатата 2012-2013 сезона ја заврши со рекорден раст на приходите од 4,4% во однос на претходната сезона. Бундеслигата минатата сезона ја остварила обрт од 1,17 милиарди евра, додека профитот изнесува 385,5 милиони евра. 17 од 18 клубови од Бундеслигата оствариле добивка за разлика од минатата фискална година кога профитот оствариле само 14 тима. Ова е 9-та година поред во која Бундеслигата бележи рекордна заработка, што докажува дека германскиот фудбал е профитабилен бизнис. Фудбалерот на Борусија Дортмунд Јакоб Блашчиковски ги повреди предните вкрстени лигаменти на коленото и му предстои пауза од околу 6 месеци. Блашчиковски се повреди во саботата на надпреварот 80-тото коло од Бундеслигата против Аугсбург и ќе му биде извршена операција. Ке се вратам на теренот уште посилен, изјави Блашчиковски. Тренерот на екипата Јерген Клоп навистина нема среќа оваа сезона бидејќи пред Блашчиковски се повредија и стандардните стопери Суботич и Хумелс. Полскиот репрезентативец во Борусија Дортмунд дојде во 2007 година од Висла Краков и досега за милионерите одигра 217 надпревари и постигна 30 голови. За репрезентацијата на Полска има 66 настапи, каде има постигнато 14 погодоци. NBA лигата ги соопшти имињата на играчите кои ќе се најдат во стартните петорки на All-Star надпреварот што ќе се одржи на 16 февруари во Њу Орлеанс. Најмногу гласови добија кошаркарот на актуелниот шампион Мајами Леброн Џејмс 1.416.419 гласа, а во стартната петорка на истокот се најдоа уште и Пол Џорџ од Индијана, Кармело Ентони од Њујорк, Кари Ирвинг од Кливленд и Двејн Вејд од Мајами Хит. Тимот на западот ќе биде предводен од кошаркарот на Оклахома Кевин Дурент кој доби 1.396.294 гласови, а во стартниот тим се уште и Стеф Кари од Голден Стейт, Коби Брајант од Лос Анџелес Лейкерс, Блейк Грифин од LA Клиперс и кошаркарот на Минесота Кевин Лав. За кошаркарот на Лос Анџелес Лейкерс Коби Брајант ова ќе биде 16-то учество на All-Star надпреварите, со што се искачи на второто место на листата според бројот на настапи веднаш зад легендарниот Карим Абдул Џабар, кој 19 пати беше избран за All-Star мечевите. Коби Брајант најверојатно поради повреда нема да настапи на овој All-Star надпревар. 7 надпревари се одиграа синоќа во NBA лигата каде гостинските тимови повторно беа поуспешни. Хјустон Рокетс го совлада Сан Антонио со 97-90 во дербито на Тексас, нанесувајќи му го на противничкиот тим вториот по распоред. Двајт Хауард даде 23 поени и 16 скока и буквално сам ја уништи одбраната на Сан Антонио. Хјустон настапе без својот најдобар играч Џејмс Харден, но тука беа Теренс Џонс и Џереми Лин. Прво име кај спарци беше Борис Дија кој постигна 22 поени и 11 скока. Најдобриот тим во лигата Индијана Пейсерс очекувано славеше во Стейпл центарот со 104-92, нанесувајќи им го на Лейкерси 70-тиот пораз во последните 20 надпревари. Тројца кошаркари на Лейкерси остварија дабл-дабл ефект, но Мајк Д'Антони имаше на располагање само 7 здрави и расположени играчи кои не може да му се спротивстават на колективот Индијана Пейсерс. Гасол постигна 21 поени и 13 скока, а го следеше Џоди Микс од 21 поен. Кај Индијана Дейвид Вест постигна 19 поени, а Лен Стивенсон 15 поени и 14 скока. Нов пораз, втор поред доживеа и Портланд кој на домашен терен загуби од Мемфис со 98-81. За вечерот предвидени се 11 надпревари, меѓу кои дербито на NBA лигата помеѓу Мајами Хит и Оклахома Сити.